Здраво, дечки! Здраво, здраво! Ние сме назад во нашата ТВ училница со нов час. Ова е нешто што ми го даде наставничката по... Наставничка, може ли да ни се представите? Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, драги ученици. Јас сум наставничката Јадранка Клисарова, доаѓам од Основното училиште Блаже Коневски и работам оваа година во прво оделение. Ги поздравувам сите мои ученици, а и сите ученици од цела Република. Денеска ние, заедно со Марија и со Лука, ќе ве запознаеме со една наставна единица по математика, да се запознаеме за местоположбата на предметите. Одлично. Јас го добив овој предмет. Да. Ова се вика хула хоп. Хула хоп. Се става Да. вака и се врти околу. Ама, Лука, овој холохоп ни треба нешто друго. Треба да ја играме една игра врапчиња и мачиња. Ајде. Ќе Ајде да поставиме видиме. овдека. Еве, Лука, нека биде маче. Марија ќе биде врапчиња. Врапчиња. Така. А јас, Ајде. бидејќи немаме уште еден помошник, мораме и една гранка. Слушнете ја играта внимателно, треба да внимаваме да проверам колку вие знаете за основните положба на предметите. Ајде да Каде се видиме. наоѓаат. Ајде, значи нашата игра се вика врапчиња и мачиња. Ајде. Обрачот ќе ни представува гнездо. Ајде. Ајде да видиме. Врапчиња во гнездо. Еве ги, Ајде, треба да врапчиња. ги ставиме внатре. Да. Еве ги Одлично. врапчињата. Мачиња на земја. Ајде, мачиње на земја. Врапчиња на гранка. Еве ги ќе земам две. Добро. Земи Еве ги сите. Мачиња во круг. Маче во круг. Ајде. Шпау. Внатре. Така. Врапчиња надвор од гранка. Така, надвор и од круг и од гнездо. Маче до гранка. До гранка, доле. До гранка, доле. доле, Аха, Еве се така. бркаат. Еве Да, мачка. Мачето и врапчињата. Дали на едно место можат мачето и врапчињата? Не можат. Јас мислам дека затоа не што можат. така Не е. можат. Ајде уште еднаш. Врапчиња во гнездо. Маче на земја. Ха. Врапчиња надвор од гнездо. Маче во гнездо. Аха, врапчето се. Нелетна. Одлично. Значи, гледам дека Добро. имаме основни ние познавања од местоположбата Да. на предметите. Може да ги оставиш, Лука. Можем. Сега, овдека ви направив нешто да ви биде уште поинтересно, Да, да не многу е биде само интересно. игра, бидејќи ако е само игра, ќе речете игра, па ние ништо не треба да научиме. Марија и Лука, значи ние сме во училиште за да научиме нови работи. Местоположбата на предметите. Основно што децата уште од мала возраст, која положби треба да ги знаат. Прво што е внатре и надвор. Добро. Да. Така ние ќе започнеме со приказната. Значи, едно пролетно утро, бидејќи сега сме пролет, Да. врапчињата долетале на едно расцветано дрво. Неколку од нив застанале на гранките, а две врапчиња застанале внатре во гнездото. Така. Под дрвото се наоѓала една куќа со убав двор, зелен двор. И домаќините своите трошки често знаеме и ние да ги ставиме во дворот за да се нахранат птиците. Домаќините на куќата ги стресле трошките лед пред куќата. Едно од врапчињата што било во гнездото здогледало дека во куќата во дворот имало многу трошки. Ги повикало своите другарчиња, рекло: "Ајде сите, ајде дојдете со мене во дворот за да може да си нахраниме со убави трошки, Да си каснеме. да си каснеме." Така, значи врапчињата веќе дошле во дворот и си колвале неколку од нив. Си колвале од трошките. Доручкувале. Доручкувале. Каде се сега врапчињата? Во Во двор. дворот. Во дворот. Така. А во гнездото? Дали Во имаме? гнездото нема никој. Нема никој, значи тие отишле надвор од гнездото. Да. Но погледнете. Врапчињата додека колвале, толку биле занесени во своето колвање и мисли не забележале дека на покривот од куќата
едно Една маче ги демнело. Ги демнело, а зошто ги Бидејќи се демнело? на земја, Бидејќи се тие на Бидејќи влегле земја, во неговиот двор. во неговиот и си веле дека сега ние ќе можеме многу полесно, да ги зграпчам. и мачето што направило? Мјау, мјау. Ама, врапчињата имаат убав осет. Веднаш излегле од дворот, Па. полетеле и повторно повторно. влегле во Во гнездото. гнездото. Сега во дворот мачето кога се симнало, немало Никој. врапчиња затоа Да. што тие избегале. Дали е јасно? Јасно е. Јасно. Ајде да видиме. Каде се наоѓаат врапчињата? Марија? Врапчињата се наоѓаат двете во гнездото, а двете се наоѓаат на гранките на На дрвото. гранките. Лука, Ајде. каде се наоѓа на почетокот од приказната мачето? Па мачето се наоѓа на куќата. На куќата. Дали е тој во дворот? Па тој не е во дворот. Значи тој е надвор. Значи затоа денеска ги усвојуваме прво поимите внатре во гнездото, надвор кога мачето е на покривот, значи надвор е и птиците кои се наоѓаат на гранките. Гранките на дрвото. Каде се наоѓаат така? Многу е важно тоа. Што друго да повториме? Имаме и други поими што треба ние да ги усвоиме. Ајде. Не е само тоа. Тоа се кој каде се наоѓа. Што се наоѓа горе? Па горе се наоѓа Сонцето. сонцето, највисоката гранка, Така. Ама има и нешто друго. облак, Врапчињата. Марија? Облаците. Облаците се наоѓаат горе. Лука, што се наоѓа долу? куќата, дворот, Куќата. децата што учат, Така. мачето. Мачето, оградата, Оградата, трошките. да. Така. Значи, Вратата. тие се наоѓаат долу. Ке треба да се запознаеме и со други поими кои се многу важни во математиката и во животот за децата. Тоа се да сватиме што се наоѓа пред и што е За. зад. Така. Морам да земам една кутија, Ајде. да видиме прво Што имаме? Игра најлесно се учи. Ајде. Ајде да внатре, видиме. еве Лука, ми од левата страна. Внатре има бомбончиња. Не. Не. Марија, внатре што има Лука, кажи гласно? Внатре има тениско топче, има коцка и има количка. Марија, Има ти поле. Добро. извади ги сега слободно. Така, извади ги. Еве ги. Еве сега кутијата ќе ја затвориме. Ајде, автомобилчето подај ми го. Еве. Каде го ставив Лука автомобилчето? Автомобилчето е пред кутијата. Така, одлично. Марија стави ја коцката на кутијата. Коцката Марија, Аха, сгреши коцката. Марија. Еве. Коцката на кутијата и топчето зад Зад кутијата. зад кутијата. Еве. Лука, Ето кој така. се наоѓа зад кутијата? Зад кутијата се наоѓа топчето, на кутијата се наоѓа коцката, а пред кутијата се наоѓа автомобилчето. Така, одлично. Ајде сега јас едно прашање за Марија, брзо. Ајде. Каде се наоѓа коцката Марија сега во моментот? Под кутијата. Добро, а каде се наоѓа сега? Над кутијата. А сега дали е долу или горе? Долу. Долу. А сега? Напред. Пред. Добро, а Пред. сега? Позади. Браво Позади. Марија. Одлично, Марија. Браво. Сега да видиме како тоа во пракса ние ќе го изведеме и Ајде. да кажеме. Лука, застани пред мене. Ајде. Марија, можеш Добро. ти зад мене. Може. Најчесто кога се редите во колона, велиме кој се наоѓа Марија пред мене? Лука. Со цела реченица Марија те молам. Пред вас се наоѓа Лука. Така. Лука, кој се наоѓа зад мене? Зад вас се наоѓа Марија. Така. Сега малку ќе си ги промениме местата. Аха, ајде. Така. Каде се наоѓам јас, Лука? Вие се наоѓате пред мене. Така. Лука, кој се наоѓа зад вас? Зад мене се наоѓа Марија. Одлично. Марија, каде се наоѓам јас? Вие се наоѓате пред Лука. А и каде пред се мене. наоѓате вие, Марија? Јас се наоѓам позади Лука. Одлично. Значи, многу е важно да знаеме да ги следиме упатствата Така. и од наставниците и општо во животот, бидејќи понекогаш треба да знаеме правилно да се движиме, правилно да ги посочуваме предметите кои каде се наоѓаат, бидејќи ако велиме земете ја гранката, долу е.
не е таа долу, таа е горе. Значи, мораме да знаеме точно да ги употребуваме поимите Да. за Па и за да можеме побаво да објасниме. за да можеме побаво да објасниме. И да бидеме поконкретни. И поконкретни. Сега имаме малку да видиме Нека презентација. презентација, да. Ајде сега ќе ја најдеме. Ајде да видиме. Да. Математика. Еве. Ние всушност слушавме математика, Марија. Да, гледаш колку е интересно. гледаш. А вие чудно, може би. Ние чудно, да. Јас кажав на почетокот дека денеска ќе имаме час по математика. Така. Денешната наставна единица уште еднаш еве ќе ја повториме дека тоа е меѓусебна положба на предметите. И треба да ги совладаме поимите внатре, надвор, на, горе, долу, пред и зад. За. Дали е јасно? Јасно е. Јасно е. Па затоа јас ви подготвив еден квиз па да видам како. Ајде. Ајде. Како ќе одговориме со слайд сакаме. Горе мислам дека се прави. Овде, Да, да, овде се прави. Ајде да видиме. Овдека ни се поимите да ги утврдаме внатре и надвор. Кои Ајде. два деформи се наоѓаат внатре? Внатре се Марија, наоѓаат ќе црвените одговори. триаголници. Црвените триаголници. Лука, ти што мислиш? Јас Исто? мислам дека Марија е во право. Да провериме. Точно. Одлично. Точно. Супер. Да видиме сега, имаме слика, неколку слики подредени, Да. каде што ќе треба да ги утврдиме поимите на, горе и долу. Добро. Убаво погледнете сликата. Што имаме? Ајде пред да одговараме што е точно. Што се наоѓа, Марија, горе? Како мислите горе за од сликите? На целиот дел ово е слика. Да. Горе се наоѓа птицата. Рамка на птица во папагал. Да. Така. Што се наоѓа долу, Лука? Долу се наоѓа масичката, се наоѓа мачето и се наоѓа вазната. Мислам долу под оваа слика, а инаку долу мачката. Под масата се наоѓа, значи еве гледате кога. Целосно не е прашањето, намерно го поставив така, за да направиме да видиме дали добро размислуваме. Така е. Значи, понекогаш секој може да погреши, а затоа е важно да знаеме прашањето, правилно да го поставиме и правилно да го следиме. Така. Значи, што се наоѓа под масата? Под масата се наоѓа мачето. Така. Марија, што се наоѓа над масата? Над масата се наоѓа вазната. Така, одлично. Според сликата што ја гледате, мачето дали е пред или е зад, Лука? Што мислиш? Мачето е пред масата. Пред масата, така јасно се гледа Да. од сликата. Сега, овдека треба да одговориме што е точно. Имаме два искази. На масата има вазна, долу има папагал. Марија? Па и двата се неточни, бидејќи вазната не е на масата. На Лука? Па јас да виси во воздух. јас мислам дека над масата би требало да биде. Над масата има вазна. Точно, има некој простор, но Да бидејќи може и да помине. Може и да помине затоа што сликите понекогаш не може добро да се наместат. Аха, па и затоа, добро, тогаш во значи, тој случај, тоа е точно дека на масата има вазна. Така, да провериме. Точно. Сега да видиме напред-назад. Напред, јас ќе одговорам. Ајде. Напред е детето со капчето, а позади е девојчето со друго капче, различно. Така. А кој е во средина? Во средина е момчето со ранец. Со ранеци што е многу насмеано и весело. Така. Така. Значи, треба, кој е назад? Сега да Назад? одговориме на квизот. Девојчето. 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 Точно. 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 Неточно. Аха. Имаме За домашна за работа. домашна работа. Одлично. Ајде. да Одлично, видиме. имаме и домашна работа за децата, бидејќи ова е за ученици од прво оделение. Тие не знаат да пишуваат, но тие знаат многу добро да слушаат, знаат добро да цртаат. Така е, Марија? Така е. Да. Која е домашната задача? Да нацртате една чинија. Внатре, обоено со црвено, внатре, во чинијата да нацртате едно јаболко, а надвор од чинијата две круши. Дали ова е јасно? Да. Да. Исто така, на истиот цртеж, да нацртате, или може и на друга страница, во вашата соба, што е горе, а што е долу. Што би било горе во вашата соба? Еве, Лука. Горе би биле Лустерот. светлата, дзидот, таванот. Таванот. Така. Долу би бил Плакарот. Да, долу би Некој- бил тепихот. Така. Би биле може би Твоите моите играчки. папучи, Играчки, Да, твоите играчки, патики, патики
и некогаш мојот лаптоп. Така ќе се најдат многу играчки што на тепихот тие ќе бидат најчесто долу. Но тоа не е правилно, значи никогаш не го оставајте лаптопот на земја. Никогаш така. Денеска ги научивме значи меѓусебните положби на предметите во просторот како правилно да се изразуваме. Да. Благодариме многу наставничка. Одлично. Ние ќе одиме со еден джингл, дечки. Цртајте, Благодарам. нацртајте ја вашата домашна работа бидејќи е многу интересно и исто така со ова ќе научите и математика, значи 2 во 1. Цртајте, Така е. учете, размислувајте, а ние одиме со следен час.